зачувување на македонските обичаи и традиции, негување на изворниот фолклор, мелос и игра. Можност на едно место да се видат сите македонци кои што живеат во Европа. Ова беа дел од причините што македонското доброволно друштво Ешелон од Швајцарија повтор пат го организираше Македонскиот ден среде Швајцарија, кој започна со традиционалните македонски ора. Културно-уметничкото друштво Македонија Лозана е формирано во март оваа година, значи уште сме многу младо друштво, како да кажам, има многу голема заинтересираност, посебно во околината на Лозана и па и пошироко, има играорци од Пиду и од Веве, дури што доаѓаат кај нас, така има најблиско за да се собереме. Децата се презадоволни, има заинтересираност, ова ни е прв настап и бевме супер. Реално се надевам оти ќе имаме и во иднина блиско уште многу настапи за да покажеме што знаеме, уште се на почетокот, ама имат заинтересираност, сакат да учат, а имаме што да им покажеме. Има голем интерес и кај младите и кај повозрастните. Се потекнува од фамилиите, заради тоа што од фамилијата потекнува и треба да се поттикне интересот да се негува и македонскиот јазик, и македонската култура, и македонските ора, музика, се заедно. Значи има голем интерес и тоа се гледа од нашето членство. Дури мајките почнаа да играат, имаме група од мајки кои што играат и вкупно сме 42 членови на игрорната група. Мислите колку ваквите манифестации ги обединува македонците во диаспората? Секако дека ги обединува. Јас гледам по тоа колку децата се радуваат и повозрастните да учествуваат на вакви манифестации. Сака да ја носат македонската носија, им причинува големо задоволство и знам дека искрено сака да ја негуваат и македонската традиција, и македонската култура во секој поглед. И тоа мислам дека се гледа од настапот на игрорната група. Јас сум Наталија Димовска и доаѓам од Охрид, од Македонија. Живеам тука во Швајцарија, играм во културно-уметничко друштво Александар Македонски во Ивердон. Како е? Вие не живеете во Македонија, овде сте во Швајцарија, но забележувам дека сте облечени во македонска носија. Ве влечат ли корените македонски? Па да, фала Богу дека ме влечат. Пример, јас во Охрид бев исто играорка, многу години. Кога дојдов тука, немаше играорна и се отвори ова играорна и бев стварно пресрекна дека ќе одам пак на играорна и вистина е многу убаво. Јас сум Драгана Стоилова, јас доаѓам од Македонија, од Радовиш и живеам во Швајцарија и сум член на културно-уметничкото друштво Александар Македонски во Ивердон. И за колку ора знаете ви овде да побирате? Многу. Се дружите вака младите? Да, се дружиме, ги играме почетните ора, бидејќи сме уште почетници, ама ќе продолжиме со потешки ора и подруги ора. Ние како културно-уметничко друштво Куцвете на Охридскиот триенген функционираме, ова е во март имавме јубилеј, 5 години, еве веќе навлегуваме во 6-та година, која функционираме добро и имаме доста
околу 65 члена што функционираме доста ефективно, ефикасно и се радувам на тоа. Ова манифестација денес е целта што сме дојдени овде да ја презентираме Македонски ден, поточно имитација на македонска свадба. Ние сме овде втора година. Уште еднаш изразувам благодарност до организаторите и се надевам дека уште долго години ќе ја негуваме оваа свадба, ќе бидеме овде и во... Сакам да те прашам, колку овие манифестации не обединуваат како македонци што сме народ на родната земја и дали се негуваат македонските корени? Да, токму така. Види се сега, значи ние сме во Триенген, седишто ни е таму, во Македонската православна црква. Исто ќе напоменам, значи функционираме 5 години и веќе од кога почнавме да функционираме, после извесен период се формира уште 4-5 друштва што сакат да негуваат исто фолклором, македонскиот фолклор. Например, имаме членови што доаѓаат од Цирих, од цела Швајцарија, што играат таму код нас и од извесен период ни е малку далеко и си организира по своите краеви, пример Лозана, има Македонија Лукарно доле Тичино, има Берн таму, има Волен исто морам да напоменам и ме радува тоа затоа што фолклорот и е нешто посебно што не обединува посебно овде младите да живееме, да дружиме и да играме и да се веселиме во иднина. Ние сме Македонско културно друштво Илинден од Јасеница, Словенија. Инаку поголемиот број на деца од Кочански, од Радушкиот крај. Сигурно тоа не сте го, како да речем, приметили. Меѓу нашите деца има и словенски деца и босански кои играат оваа фолклор. Групата е мешана, не се само македонски деца. Значи имаме и босанци и словенци, а имаме едно хрватче, али сега отиде на школа во Лјубљана да студира и така. Зошто дојдовте овде во Ешава? Па бевме повикани и со задоволство да идеме тука да настапуваме, затоа што, како ви речел, трудно на децата сакаме да го наградиме. Значи тие деца стварно тренираат, стварно се добри и секој што ги гледам 100 пати, гледам, мене срцето ми игра. Колку овие денови македонски, независно дали во Швајцарија, дали во Словенија, се погодни, се основа за македонското обединување, за зачувување на македонскиот фолклор, македонските корени? Па ја мислам дека овие дружења многу значат за нас. Како да кажам, нашето друштво потекнува од Словенија. Во Словенија има едно 5 друштва кои работат македонски, па настапуваме во Словенија, Италија, Хрватска. Ево, пред 2 недели бевме во Линц, Австрија. Денеска сме тука во Швајцарија. Другата недела сме во Филак во Австрија, настапуваме на концерто на Јордан Митев. И што велат кога вака шедате? Се интересираат ли за македонската традиција? Па да ви кажам, и без тоа што децата потекнат од Словенија, секогаш со себе го носат словенското знаме, мислам македонското знаме, ако сте приметили. Значи, осеќаат се прави македонци и горди се што се македонци. Илјадници македонци од сите краишта на Швајцарија, Германија, Италија, Франција, Англија допатуваа во Ешелон во Швајцарија за да бидат дел од македонскиот ден. Ние не сме тука, ние сме од Италија доаѓаме. Ние сме едно здружение. Исто имаме ние здружение како мислам некакво во, ама па сме, нели, имаме здружение исто.
Што сме веќе 8 години сме отворени, имаме веќе 4-та манифестација. Исто правиме вака со наши македонски ора, традиции, наши пеачки, наша скара, со поголем број. Колку овие манифестации ве сплотуваат вие што живеете во диаспората? Не сплотуваат многу. Многу, пошто некои си, значи, може да не си одат многу време да се видат. Значи, од секоја страна, и од работа, и од секаде. Па би требало да бидат што поорганизирани и почести. За да се здружиме сите, да бидеме како еден. Вие во Ишела сте или? Не, ние доаѓаме од кантон Аргау, близина Цирих, 20 километри од Цирих. Да се дружиме, да шириме пријателство и така. Ние сме иначе од 91 година од клуба Свети Кирил и Методија, од бар. И од 91 година се дружиме така. А вие од каде сте? Потекло од Македонија? Од Струмица, Струмичко, Цушица. И што ги каже за овие манифестации? Супер, одлично. Така треба почесто да бидат, да се дружат македонски народ. Супер е, немаше да. Што ви недостасува од Македонија? Ова штипска пастрамалија, ама? Па навистина недостасува. Пилешката, прастамлија, штипска, македонска, убава е многу и така. Што да ви кажам, да ги поздравам сите македонци во Македонија, повеќе и овде да се дружат, повеќе феши во целиот свет, кај да се македонците. Јас сум од германскиот дел, доаѓам од околината, од каде што е и нашата православна црква, од местото Рајнах. Зошто сте овде во Ешела? Првенствено затоа што сум македонка, затоа што сакам и почитувам се што е македонско, да ги поддржам нашите македонци овде во Ешелен. Инаку сум и активен член во Македонскиот национален совет, активен член сум на културното уметничко друштво при православната црква, Свети Наум Охридскиот Триенген, и затоа што јас и цела моја фамилија, сите мои 4 деца, играат во фолклорното друштво. Колку ова манифестација или ваквите манифестации не обединува како македонци и за да ги негуваме македонските корени? Многу. Јас мислам дека овакви манифестации треба повеќе да се одржуваат, но во последно време сме доста активни. Во наредни минути разговараме со Никола Трајков од село Турново. Ама во Ешелан. Али вработен во Ешелан и во Швајцарија и радосни сме што сме дел од таа држава и посебно од тоа село Ешелан. Колку време сте овде во Ешелан? Во Ешелан живеам 23 години, од 81 година, 2001 година, од 2001 година имам купено вила апартман тука и тука сме населени и многу сме адаптирани према ситуацијата, према луѓето, према законо, го респектираме, го поштуваме и ние сме ценни како македонци. Ви има ли многу, не има ли многу овде во Ешелан? Во Ешелан е село, каже речено град, има 8000 жители, а од тие 8000 жители може би има 1500-2000 македонци. И се дружите ли овде? Како комуницирате? Што ќе кажете за оваа манифестација? Друштвото е број 1. Тука не се гледа од која села си, од која нација си, од која политичка партија си. Сите се соработуваме рамо со рамо, на база на љубов. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Добро, македонците дали го негуваат македонската песна во Швајцарија и македонската тора, не знам. Да, значи ние сме тука, веќе јас сум тука 7-8 години и веќе значи секој викенд сме на свирки на наши родендени, каштевки, значи се слават и се збират голем број и значи ја негуваме нон-стоп нашата македонска музика. Предпоставам и македонското ора, традиција. Да, обавезно. Кико, што најмногу барат македонците како музика овде? Македонците најмногу барат, значи прво овие нашите песни што се, нашите што се, македонски и после зависи со од расположението. Да. А колку Добро, Димковски, вие доаѓате од Германија, ако не се лажем, на овој македонски ден, овде во Ешелан, Швајцарија. Првото прашање, зошто дојдовте? Па, видете, ние сме
македонски културен центар Македонско сонце во Дизелдов, кој што од еден ентузијазам реши да ја негува македонската култура таму каде што е нашето секојдневие. Јас сум веќе 14 години во Германија, живеам и творам, односно работам и ни фали Македонија, тоа секогаш ќе биде така. А овде на покана на господинот Никола Мирчевски дојдовме со огромно задоволство да бидеме дел од ова и се надевам ќе поделиме искуства и ќе можеме да понесеме дел од оваа прекрасна атмосфера и на кај Германија, да можеме и таму во наредна прилика во вака огромен број да се организираме. Импресионира бројот на посетители овде, македонци, можеби и надвор од, односно други држави. Оно што ме интересира, колку ваквите манифестации се основа за сплотување и обединување на македонците во диаспората? Па видете, оваа енергија што тука денеска секој од нас ќе ја прими, ќе трае некое време, таа нема да остане без белег во времето и во просторот, така да без ова македонецот навистина нема корен. Значи, знам дека за некој изгледа паушално, меѓутоа ние сме своји на своето, ако живееме во Германија или било каде, никој пат нема бидеме ништо друго освен македонци, а се знае македонската традиција и култура, 7/8-скиот такт, таа вибрација и све што е поврзано со нас како народ, идентитет, колку е битен и колку е дел од нас. Значи, без тоа ќе станеме некои безлични граѓани на планетата Земја, што можеби во некоја иднина ќе дојде за сите, меѓутоа мислам дека се уште сме, да кажам, поврзани со нашата племенска заедница, тоа е нашата Македонија. И уште едно прашање, колку како повозрастни вие успеваме овде во диаспората да го пренесеме она македонското автохтоно, македонските корени да ги пренесеме на едни млади, помлади генерации кои што заради случајност на игрите или судбината живеат во странство? Па можам само да ви уверам дека тоа навистина многу тешко. Значи, јас доаѓам од партизанско семејство македонско од Куманово, кое што сите мои дедовци и баби се бореле за Македонија. Јас тоа му го пренесувам на мојот син уште од мали нозе, само така може он да створи едно такво чувство. Доколку секој родител своето дете го воспитува во еден патриархален, да кажам, патриотски дух, што во позитивна смисла е сега кажано, не во националистичка, мислам дека ќе бидеме како народ за веки веков како што сме били и понатака. Што викаат македонецот е пирај, тоа е еден голем феномен, колку не негират и не бришат, толку повеќе го будат во нас таа желба да бидеме не тоа што другиот ни кажуваат, туку тоа што сме. Вие вообичаено сте на вакви настани, колку истите во диаспората ги обединува македонците и се негува на македонска традиција, македонскиот фолклор и македонската песна? Секако дека е ова многу битен момент за секој македонец и секој македонско друштво тука низ диаспората. Само ова е начинот на кој што умееме да се собериме сите, да се обединиме преку покани и известувања на македонските друштва, поканување на гости од Македонија, собирање на многу членови. Воедно тука се и фолклорните групи кои што гледам дека подмладокот на македонците во подем. И тоа е тоа што сите не сближува, не прави уште поголеми македонци и Македонија си ја носиме сите во срцето и ова е тоа што ни треба. Се пеа македонски песни, се консумираше македонска традиционална храна. Јас се викам Ангел. Од Штип сте овде? Од Штип овде живееме, да. И успеавте оваа? Па успеаваме на некој начин да ја презентираме
нашиот специјалитет, штипски специјалитет овде, пред сите овие наши дојденици овде што живеат, што присуствуваат и кои си и на гости, не е важно, за сите. Може би македонците го имаат вкусено во Македонија штипската пастрамалија. На што велат странциве, односно швајцарциве, германците што доаѓаат овде за штипската пастрамалија? Па видите, сега сега сме сега во моментот, се уште немаме коментари, меѓутоа најверојатно по втор пат кога ќе ги ја вкусат ќе дадат коментари. Ние сега правиме две свински и пилешки, значи два различни вкуса. Ние презентираме едниот и другиот, па ќе видиме кои како ќе се одлучат. Мада тука странците повеќе вкусат пилешките затоа што тие се, знаеш, не обичат свинските. Па така да ќе видиме на крајот. Колку ова манифестација, овој македонски ден ги сплотува македонците, но еве дава можност за промоција на македонски специјалитети? Па видите, овде пред се е храната, сплотеността е особено меѓу се, без разлика дали храна, дали кога ќе дојдат овде, од секој аспект се гледа тука, дали храна, дали пијалоци, дали и дружба и музика и се едно. Се наоѓаме во една работилница каде што се приготвуваат македонски специјалитети, македонска баница, но што по-конкретно ќе ни каже господинот? Мисин Муремовски. Така, што правите? Сега правиме баница, баничка. Бурек од баничка, така викано баничка, ова се банички. Да, ама од каде рецептот? Рецептот ова е од старите наши луѓе, работници кои работеле со бурек и така остана, ние традиционално си го чуваме и си го работиме тоа. Иначе од Гора сум јас, од Косовскиот дел во Гора, иначе живеам во Македонија. И се сака ли овај бурек пица или како го кажете? Бурек баница. Бурек баница, се сака ли? Дали се сака? Па секој сабајле се јаде само него. Сега вие треба да размислите дали се сака. Значи секој сабајле, бурек и баничка, значи тоа е основното за доручек у Македонија. Да, ама во моментот сме во Швајцарија, дали останатите? Во Швајцарија се јаде, се бара. Се бара, само нема кој да работи. Малку е потешка работа и секој избегнува да се работи оваа работа. Ова работа е за кеф. И со кеф и со љубов кој што сака да работи, се работи тоа. Што други македонски специјалитети нудите? Има пуно нешто. Ние сега со бурек работиме, иначе со сладки, со сите наши македонски специјалитети што ги работиме во Македонија и тука ги работиме. Се дружите ли македонците овде? Обавезно, многу и тоа. Многу, а за голема чест на друштвото од Македонија, тие па ги собираат и од околината, не само меѓусебно и од другите, и од Босна, и од Косово, и од секаде луѓето ги собираат. Што велат швајцарците за македонскиот кебаб, односно? Сигурно е добро, гледаш чекат наред. Колку ова манифестација е добра за промоција на Македонија, на македонското традиционални рецепти? За втор пат се покажа добро. И сигурно е добро да запознаат, да знаат што е у Балканот, да прават разлика меѓу луѓето у Балканот. А како македонци дали не обединува оваа манифестација? Сигурно да. Сигурно. Вие од кој район сте од Македонија? Струмица. Само Струмица. Ристов Томче. Гладиме најдобриот сендвич од барбекю, балканска скара, нешто слично на македонскиот квалитет, струмички рецепт. Далеко од онај познатиот прилепски, ама и струмичкиот бил добар. Кој е подобар сега, прилепски или струмичкиот? Дефинитивно, камено на местото си тежи, прилепскиот е врв. Кој не пробал прилепска скара, не знае што е прилепски амур. Ама дечкото што го прави овој сендвич тука... А кој е дечкото? Дечкото е Мики во позадина. Аха, добро. Тој е главниот мајстор, иначе имаме многу добра соработка со дечкото. Воедно отворивме тука еден македонски клуб, македонски културен клуб дома, кој е со седиште во Крисие. Исто ги поддржуваме нашите македонци, се собираме, играме шах, играме карти, се дружиме, забава, се имплементираме полека во целиот тој систем и, да кажам, имаме доста поддршка од дел од нашите македонци кои се тука.
Швајцарците, странците, што најмногу сакате во Скара? Па македонската Скара ја сака доста. Кај нас во самиот локал е доста посетено и имаме веќе и швајцарци и други странци, од Франција и така натаму кои идат и доста се задоволни од нашите специјалитети, да кажам Скара, воедно почнуваме и тавче гравче да правиме. Значи ние сме македонски културен центар кој го поддржува македонското кулинарство, македонската култура. Воедно во истиот тој македонски културен центар имаме секој вторник организирано играорна група која игра македонски ора и песни, која истата таа група денеска беше тука и учествуваше на самиот овој настан. Велков, вие сте за застапник на Далвина, фирма од Македонија, од Струмица. Колку македонското вино се пие овде во Швајцарија? Како прво, добро дојдовте во Швајцарија. Да, јас сум застапник на Далвина во Швајцарија веќе од 2013 година. Како да ви кажам, прво нашите луѓе не пија многу вино, но со годините почна да, посебно темјаниката на Далвина е многу во вино, темјаниката, вранецот и почнува да се трошат многу. Значи, и не само македонци, швајцарци го пијат нашето вино. Може да кажеме и голем дел, и поголем дел потрошувачи на Далвина се швајцарци или швајцарски ресторанти, приватни луѓе. Но ете, тоа е тоа. Веќе 10 години и повеќе работиме и одиме напред. Колку ваквите манифестации може да бидат алка, основа за развој на македонската економија? Еве велите дека освен македонците и швајцарците научија за вината од Македонија. Колку овие манифестации и овој штанд што го имате е основа за, ајде да кажам, економски развој или пак за можна заработувачка на или промоција на македонските фирми? Па, да ви кажам дека тоа е многу значајно. Вакви денови треба да имаме многу и на повеќе места и во повеќе држави, затоа што еве луѓе денеска имавме четврток, петок и сабота, значи 3 дена. Синоќа беа повеќе швајцарци тука него македонци. И сите го пробаа македонското вино. Значи имаме фирми кои што произведуваат кебапчиња, плескавици и повеќе репрезентанти на такви, да кажеме, фирми или месари се представуваат денеска тука. И кои швајцарците можат да го видат и после да дојдат кај нас и да се посочат што треба. А иначе тоа е голема работа тоа да го правиме и да се представуваме на секаде во светот. Тука е десертот, овој дел е десертот. Имаме македонски традиционални десерти. На лице место подготвуваме толумба. Да, а инаку професионално со кулинарството се занимаваме откако сме дојдени во Швајцарија. Ама загледам дека и младите го прават, тоа е. Младите го прават и учествуваат во фолклорните групи. И што спрема сега? Сега спремат тестото за палачинките. Значи, освен толумби и палачинки, палачинки, еклер, овошна торта, имаме производи без глутен и без лактоза и без шекер. Тоа е 3 во 1. Ова ние македонците можеби го знаеме, но што велат странците кога ќе пробат толумба, кога ќе пробат, не знам, палачинка, нешто овошна торта, што ќе кажат? Што велат тие? Па тоа треба нив да ги прашате. Ние се трудиме да ги задоволиме нивните вкусови, а тие кога ќе пробат треба они да кажат. Целта на оваа манифестација е поврзување на сите нас. Тука не има од сите краеви на Швајцарија и се дружиме. Значи имаме македонско писмо со македонски зборови. Дозволи. Еден човек што не си ја сака татковината не може да биде честен човек. Ова важи и сега. Ова да, важи за сите нас и секогаш, не само сега. Да? Се трудиме да ја негуваме традиционалната македонска храна, а имаме и италијанска храна. Сопругот има диплома за италијанска школа. Доаѓаме моментално во Швајцарија од Италија, а инаку долго време бевме во Македонија. Јас и децата во Македонија, професор по деленска настава, со искуство 20 години во Македонија и конечно тука беше моментот да се споиме сите и да функционираме како семејство. Значи сега сме на местото што е многу далеку од нашата татковина, ама па сме многу среќни и многу задоволни
и постигнуваме резултати кога сме заедно. Со ние како семејство и со сите луѓе тука од Швајцарија, македонци. Гоцева. Од Струмица, поточно од село Борисово. Од Борисово? Да. Како тука живеете? Малку сме тука, ама добре. Гледам дека правите што? Баница, една мотана, една теглена, другата што е сукана, е старски модел, таа е малку за помладите што не знаат да сукат и малку е полесно в другата. Така да сакаме да им покажеме на швајцарците како е македонската традиција, како е било едно време кога не е имало како нели да се купе, да си направат дома, да бидат поевтино да поминат, а да се најадат. Да, ама и младите македонци што живеат овде тешко го знаат овој рецепт, предпоставам, младите. Мислам оти това е се повеќе спрема мене, поука од мајката, како ќе им каже на нивните деца, може од почетокот децата кога се маленки, ќе направат ѓубре, ама треба да им се дозволи за да знаат това да го направат, да бидат способни за се. Што ве прашуваат тука? Никој ништо не ме прашал да ви кажам. Добро, може да ни кажете што рецепт е сега? Ајде. Ништо, само вода и брашно и сол. А сирење нешто? Да, сирење се става во натре, ама во тестото е само вода, сол и брашно. И ова е теглена сега? Таа е теглена, тука е исуканата веќе, треба да се става да се испече, таа е теглена. Таа ми малку полесна и затоа го направих, другата е малку потешка и така. Ова манифестација, македонскиот ден, да? Дали е тоа? Што мислиш за ова вака, што се собират македонците? Па види, това е традиционално, мислам од некое време, чисто да се подсетиме како е било и традицијата никој пат да не се загубе на Македонија. Това е мое мислење, секој си има негово мислење. Убаво е така да се собираме во голем број, ама за жал некој пат некои се обврски, некој пат некои претеруват и така да, ама во секој случај е убаво. Се беше во знакот на македонското сонце, која ги зближи нашинците кои живеат и работат во странство. Прости, тежки сте кod твоите планини, плаче срце од три страни. Што крвави договори? Македонци милениумски сведоштва за идентитетското име. Бранислав Светозаревич Покорни. Ова е книгата, а овде до нас е и авторот на Македонскиот ден овде во Ешелон. Господине Бранислав, како дојдовте до идејата за оваа книга и што ќе кажете за една ваква манифестација? Колку се неопходни за сето она што го пишувате овде? Да, мотивот што сум тука и книгата која е напишана е истиот. Македонците. Тоа е мојот дамнешен мотив на кој работам во науката и како архивист и како историчар веќе 30 години. И сето тоа се концентрираше токму во ова дело, кое сега веќе прерасна во едно препознатливо дело, кое го прегрнаа македонците од целиот свет. Така што, еве сега најавувам и втор дел од оваа книга до крајот на годината, но
единствениот порив и енергија која добивам, тоа е од македонците, од целиот свет. Така, овој пат сум тука меѓу нашите во Швајцарија, на покана на Македонскиот национален совет и на други пријатели од Македонија. Со задоволство ја прифатив ова манифестација, а го искористив моментот да имам уште две промоции тука. Вчера во местото Тринген, близу до Луцен, беше многу убаво, со многу емоции, со голем интерес меѓу македонците. И утре сум на промоција во Лукарно, така што... Мене ме интересира, колку ваквите манифестации, гледаме и млад свет, млади македонци, се основа за зачувување на македонските корени. Што сметате вие, со оглед дека пишувате? Видете, само што пристигнав тука во ова прекрасно градче швајцарско и се ечи македонската музика, само тој момент веднаш кај човек предизвикува едни посебни чувства и емоции. Во наредни минути разговараме со Годева. Ирена. Да. Вие сте овде наставник по македонски јазик. Сум донесена тука за да ги описменувам децата на мајчин јазик и да ги запознавам со македонската култура и општество, начин на живење. И како оди? Едноставно ова се млади дечиња кои што можеби имаат допирна точка со македонскиот јазик и македонската култура, можеби немаат, но како оди? Успеваат ли да си ги сознаат своите корени? Па нормално родителите им се тука речи кажи на сите македонци, има и одмешани бракови, но сепак има многу заинтересирани родители што сакаат да го научат децата мајчиниот јазик. Еве работам во 7 градови. Женева, одам во Белфо, Фрибург, значи тие се два посебни кантони и плюс во кантонот Воу имам во Ешалан, Екоблан, Ивердон и Веве и Пиду. Значи на многу места се држи наставата, има задоволителен број на деца, што нормално потребен број за да се одржува наставата. И го знаат ли, го научуваат ли македонскиот јазик или пак и родителите? Не, изненадена сум, стварно има деца многу заинтересирани да научат за Македонија, за историјата на Македонија, за Александар Македонски, за Гоце Делчев, песнички пееме македонски народни песни, ора ги учиме, цртаме, боиме, знамињата нашите. Се знаат они тоа, ги интересира, да, имаат баби, дедовци, некои уште доле и нормално кои кидат у Македонија сакаат да им зборуваат на македонски. Добар ден, како е? Вие гледам градоначалници во престилки Македонија Ешелон. Добро. Што нудите? Нудиме секакви пијалаци ване, шо пиеш зависи. Струмка сакаш една? Добро, јас прашувам, македонците шо барат? Најмногу македонско пиво и македонско вино. Така, Божинов, што ќе кажеш за оваа манифестација? Па еве гледате сега градоначалниците се во служба на народот. Даваме пиење, се веселиме заедно со нашите македонци, браќа и сестри тука. Како и ланската година и денеска, овој ден е полно македонци, убав народ, убава традиција. Кој ве натера, извинете вака да ве прашам. Кој ве натера? Вие сакате? Сами сакавме, сами ване. И од вас купуваат или? Не, ние сме само слуга во момент. Земи, дај, наплати и толку. А да плаќат градоначалниците? Наплаќаме нормално, ама е за друженијето. Нека вие се сре. Тешка ли ова работа? Место градоначалник шанкер да бидеш? Па тука негде е тежината, да ти кажа. Тука некаде е. Ти би одбрал градоначалник или шанкер? Посреќен се чувствувам тука. Сакам да ве прашам нешто. Зошто во престилка? Затоа што ова е прекрасна манифестација и на тој начин ги рекламираме македонските производи и преку ова македонско здружение. Успеа да продадеш нешто? Да, повеќе прекрасни вина кои што се производ од винарија Делвина, токму од општина Босилово. Да, и што е подобро, да бидеш градоначалник или шанкер или презентер, не знам? Во секоја работа си има своја убавина. Со среќа градоначалник. Благодарам. Од македонското друштво Ешелан изразија задоволство што македонскиот ден ги сплоти младите кои го заиграа македонското оро. Покажа интерес за обичаите и традициите за македонската свадба.
Мирче, уште едно издание на Македонскиот ден овде во Ешелан, вие како претседател на Македонското здружение стоите за това. Има ли место за задоволство кај вас како прв човек? Како не? Ако сам на себе можам да се задоволам и да им благодарам на членовите на друштвото по втор пат и ова година во ова место на иста дата ја организираме Манастирски македонски ден. Посетата и амбијансот што го имаме денес, тоа се незаборавни моменти. Ако се сврдите сега и видите ова македонска младина како игра македонско оро, кое е она чувство кај Никола? Кое е чувство да бидеш свој во туѓа држава, што има нешто по-убаво и по-добро, ако да видиш овој пейзаж што денес македонците го пружат овде во Швајцарија. Ова ретко се гледа некаде. Па не сакам да бидам себичен дека тоа кај нас се случува. Јас го видов и во Австралија ова нешто, него се надевам дека и другите друштва и македонска диаспора, цел свет во светот ќе имат инспирација од овој настан и ќе организират нешто слични настани. Успеавте ли во она замисла да го негувате тој македонски фолклор, таа македонска традиција, да ги зачувате македонските корени? Ова ви го поставам бидејќи не е прв пат и минатата година го организиравте. Дали она што го планиравте како цел, како стратегија, веќе го исполнувате? Ако зборувам за друштвото постои 35 години. Значи, како самото старост на друштвото, ние имаме остварено многу број програми. А со ова програма, ние македонците се најдовме самите себе и мислам дека успеавме, но не е крај. Од овие настани можат да се инспирират и изтрпат многу по-големи идеи, да се оди уште погори понапред. Се надевам дека гостите денеска присутни на овој настан, имаме гости од цела Европа, од друштва, значи, дојдоа денес да го видат настанот, за тие во местата кај што се на исти начин го организират македонски ден. Да, ама не само друштво, тука има и граѓани посетители што не се македонци или македонци кои доаѓаат дури од Германија, од Италија, има доста. Успеавте да ги соберете на едно место. Ќе продолжи ли оваа традиција? Пред малку бевме во општина Ешелан и во еден наш разговор градоначалникот на Ешелан веќе го напомена: немојте до идната година да откажувате, да не го организирате. И ние се договорим за следните 10 години имаме резервирано за овој настан. А што се однесува до посетата, не само македонци од Европа, ние денеска имаме посета од цел свет, помалку, од сите континенти, црни, бели, жолти и секакви, а најповеќе македонци. Мирче, да не ве задржам, многу успех во организацијата и благодарам на ова интервју и вака да продолжите да се негува тој македонски фолклор, таа македонска традиција и да се зачуваме корените кои што ги имаме. Благодарам многу, благодарам и на вас. Се надеваме дека со овој настан предонесуваме нешто позитивно, нешто убаво за Македонија. Благодарам. За македонскиот ден во Ешелан, Швајцарија, беше и повеќечлена делегација од земјава составена од градоначалници и советници. Тие беа гости на првиот човек на Ешелан, Серж Бурник, која пофали македонската заедница во оваа општина.
Навистина ни се допаѓа оваа манифестација што ја организирате и станува збор за нешто ново и поразлично во Ешелан. Ова е можност за сите граѓани на Ешелан да ја запознаат вашата култура и храна. Една нова поразлична култура, но исто така и уметност. Ова е одлична можност да видиме нешто поразлично од она што го гледаме секој ден овде во Ешелан. Really a good opportunity to see something else and different from what we see every day. Ешелан е мало место во францускиот кантон во Швајцарија. Ова општина брои околу 10.000 жители. Македонската заедница е најбројна. Македонците се вклучени во сите пори на општественото живење во Ешелан, Швајцарија. Според статистиката, 10 до 15% од населението во оваа општина се македонци и впрочем се двигатели не само на локалната економија, туку впрочем и на сите општествени текови. Водиме по младожената. За крај на Македонскиот ден, организиран од Македонското доброволно друштво Македонија Ешелан, на присутните се обратија градоначалниците на Струмица, Василево, Босилово, Новосело и Дојран, како и советници. А на присутните беа презентирани обичаите и традициите на една македонска свадба, со надеж дека идната година ќе се случи истинска македонска свадба